почитуваниот Safe City или безбеден град. Зошто впрочем, па ние секогаш умееме да дадеме некои американски имиња на некои наши вакви проекти. Тоа не е измислен проект од Македонија, но сепак, кога веќе го имаме, Safe City, безбеден град е многу по-така македонски. Него, што мислите ви околу Safe City? Овие денови на Партизанска, впрочем, и диве едно Порше. Се верува дека некои таблички нема ни да бидат казнувани. Што мислите ви? Па видите, ајде безбеден град. И јас секој се чуда мора да се уфрли некој англиски збор за да биде модерно, за да биде прифатливо. Бидејќи се работи за технологија, јас би го нарекол безбеден град, бидејќи сепак ние имаме збор за тоа во нашиот македонски речник. Но тоа во овој момент не е најбитно. Најбитно е што изјавив еднаш и пак ќе кажам. Тоа е добро. Добро е да имаш камери на одреден места, на одредени места, не да го поплавиш градот. Најде речеме на црни точки каде што знаеме има поголема шанса да дивеат, што рече ти возачи на место да возат 50 за возат 150 и 200 километри поќе помалци. Да се постават, но не можеш ти да го нацуцкаш како на ова како за на 100 метри. Не само на 100 метра, туку како елка, знаеш. И да ставиш едно илјадници, камери на секое место, бидејќи ние како граѓани не да има 1000, 50.000, нека има 100.000, ние ќе направиме некојаш грешно. И сега треба нас буквално сегде да не фаќа. Во секој момент, јас разбирам да се помини на црвено, треба да се казни, да се надмини брзината, до одредена брзина треба да се казни, верувам. Но има нигде, некој делове, да ќе објаснам, пример, одиме, јас често патувам низ Македонија, али најповеќе патувам релација Битола, Прилеп, Скопје, Куманово, да кажеме, Тетово, и има места каде што можеш ти да возиш повеќе него што е дозволено. Значи, тоа е огромен автопат, се гледа право, сега на место да биде 110, ќе возиш 125, и сега тоа ќе те казнат. Ако те фатат камери, ако има се разбира, ќе те казнат, бидејќи остапувањето точно не знам колку е, нека биде и 5 и 10%. 70. Не е битно, значи негде некој од нас ќе направи грешка. Ова ми изгледа мене како Панче шо вели министерот за МВР, вели ние ова го правиме не за пари, ние го правиме да спасуваме човечки животи. Ова звучи фантастично, кој ќе озборуват. Човечки животи ќе спасува. Па на кој човечки животи ќе спасуваш, Панче? Ние знаеме дека во Македонија и имаме толку и толку статистички по секоја година сообраќајни несреќи. Колку луѓе погинале, колку тешко се повредени. И еден човек да ни погини, тоа е многу. Затоа е све добро. Но јас лично мислам, кој ќе поставиш толку многу камери, денес возев, еве да дојдам во студијето, 3 километри на 3 километри 15 камери. И сега, знаеш, див немаш. И возачите, што да ти кажам, сега ние сме сите возачи, возиме како да сме луѓе од 95 години. И да не гледаме, и да не слушаме, и нула рефлекси. Значи, толку сме на некој начин исплашени, ќе не казнат, па вика на црвено, ако поминиш 500 евра казна, ама првите 8 дена ако платиш, тоа е 50% и 250. Значи, да, све е добро, ако се претера начини. Не можеш ти да ставаш камери на места кај што е нормално и не е толку опасно возењето. Па и да е и над дозволената брзина, да речеме 10-15%. Така. И тоа не возиш ти така цело време. Некој ќе се случи, мене ми си има случајно возам и поминувам кола, тој од озгора со радаро, ти 68, таму е 50 дозволено. А ваму возам 50, кога поминав, да го поминам него, тој вози 45 и така се случува и добро се викам. Ви стигна повека на вас, ве казнија сега? Ма не е за тоа, дали ми стигна, цела поента е, ова се случи пред 4-5 години. И зборот ми е дека не смееме да претераме со камерите. Еве се поставија камери во Скопје, во Куманово, во Тетово, ќе се постават камери низ цела Македонија,
Но јас мислам ова е направено повеќе не стварно да спасува човечки животи, бидејќи ние не испогинавме сите и кога немаше камери, тој што сака да опоштува закон ќе опоштува и нормално некој што го погрешиш човек ќе ја платиш казната, ова е направено да берат пари.